Горешници. Горешници или чуруци се предпоследните 3 дена на месец јули. Започнуваат на 28, а завршуваат на 30 јули, односно на Огнена Марија. Бидејќи се слави во најтоплиот период од годината, обичај е овој и претходните 2 дена да не се работат никакви полјуделски работи, заради заштита од пожари и поројни дождови. 3 денови горешници порано служеле и за претскажување на временските одлики на предстојната зима. Во народот, овие 3 дена се нарекуваат горешници или во други места чуруци, како чурење од чад. Чурук се вика и за нешто што не е добро. Се вели стана чурук, односно стана лошо. Во различни делови на Македонија постојат верувања поврзани со овој празник. Во Велес се верувало дека чуруци чурујат, запалујат куќите на тие што работат на тој ден. Од тоа секого го страда фане работа. Калеџиите празнујат тој ден за чурец. Во Охрид, како што запишал Евтим Спространов, Света Марина ја држеле за да не стануваат бури. Та ја пала и креват снопоите и полоците, кода фатет ветришча, грмежи, дожđој да чуваат Господје. Интересно предание за оваа светица забележал и Кузман Шапкарев. Тој сведочи дека таа го уловила ѓаволот за коси и го тепала по главата со чекан. Ваква ретка представа на светата маченица Марина со ѓаволот се наоѓа на фреска во манастирот Свети Наум и на икона во галеријата на икони во Охрид. Шапкарев исто забележал дека селаните ниту жнијат, ниту вршат во чест на светицата, која ја сметаат за покровителка на жетвата и воопшто на сеидбата. Шапкарев запишал предание и за некој што не сакал да го почитува споменот и да празнува, и ги принудил селаните жетвари да жнијат во тој ден. И ете, не помногу се запалила жетвата сама од себе. А истовремено и ветер ги повел селаните. Та не само што непожнеаната жетва изгорела сама, туку и веќе пожнеаната и собраната на крстици, снопови и полози. Господарот на нивата, кој присуствувал на уништувачката на целата жетва, смајосан од неочекуваното чудо, земало се срце да се моли на светицата, да му прости и да го угаси пожарот. Прешто викал: прости, ти палиш, ти гаснеш, светицо. Од тогај на тој ден никој никогаш не жнел. Кочани околината постои верување дека ако се работи со оган или ако се готви во текот на овие денови, до празникот посветен на Огнена Марија, ќе се случи несреќа. Посебно дека не треба да се палат свеќи. Зашто? Свештениците велат дека е неиздржано верување.